Се враќаме во студиото, како што кажавме. Тука е Георги Филипов, амбасадор. Господине Филипов, добро дојдовте во студио 10. Добре најдовте. Одамна не сме били во студио 10. Иако следам како се одвиваат работите, вие постојано следите на вистина и информирате како што треба за се. Она што е, значи, во моментов се случува самитот за Западен Балкан, нема подобро време од сега да разговараме со вас, се разбира на оваа тема. Самитот почна вчера, денеска е, да речеме, главниот настан во 12 часот, како што кажавме, премиерот Мицкоски и Марта Костовски имаат пресконференција. Веројатно тамо ќе бидат прашани повторно за истите прашања во однос на преговарачката рамка, на спорот со Бугарија, она фамозно прашање има ли план Б за Македонија и така натаму. Па еве како за еден вовед во разговорот, можеме ли нешто особено да очекуваме од овој самит или мислите дека ќе заврши со ние протоколарни изјави и пораки? Јас ќе давам исто мал вовед, затоа што нели сум член на Советот на амбасадори, бев до вчера председател, сега имаме нов председател, честитам, односно и честитам на новата председателка, амбасадор Александра Накиева Ружи. Ние како Совет на амбасадори во пресред на овој самит пред еден месец одржавме една, да ја наречам, конференција, средба во Министерството за надворешни работи, каде што заменик министер даде еден вовед, имашме гости, председателот на, односно амбасадорот на Полска, како Полска досегашен председавач, нели, со ЕУ, и на тој настан предвидувавме од прилика што ќе се случи на овој самит, зашто така и го крстивме во пресред на самитот за Западен Балкан, кој што е наменет за тоа, нели, се доделуваат 6 милиарди евра, од кои што се 2 милиарди евра како подарок, другите се некакви кредити, како да бидат трансферирани, како најдобро се искористат и под кои услови ќе се дадат тие, не само под кои финансиски услови, има поважни се условите на кои што инсистира Европска Унија, како што се борбата против корупција, искористување на средствата, знаеме дека дел од средствата некои од земјите, па и ние не стигнуваме ни да ги потрошиме, односно не знаеме како да ги искористиме сите средства и досега што не биле дадени. Затоа поканивме таму и представници на приватниот сектор кои што искажа интерес иско така да учествуваат во овие средства. Не знам тоа колку оди, бидејќи намената на средствата е исклучиво за владите да го подобрат судството, да ги подобрат борбата против корупција и реализација, довршување на некои работи што се почнати, а не се завршени од судски аспект. Така што имаат тие средства и своји услови, убаво е што се доделуваат, меѓутоа секогаш ќе се доделуваат на база на тоа колку сме завршиле од реформите. Тоа беше како еден од заклучоците. И еве и сега, колку што слушнав на вестите, тоа ќе биде исто тема, дека Европска Унија ќе даде толку милиарди за Западен Балкан, меѓутоа условот ќе биде што побрзи реформи, зашто очигледно дека Европска Унија сака Западен Балкан да стане што побрзо активен и реален член на Европска Унија, не само да се наоѓа на тлото на Европа. Очигледно е таа намера, забрзување на некои разговори, преговори, особено со нашите соседи. Кај нас, да знаеш, пораките ги слушнавме и на вестите, тоа и очекував да бидат јасни пораки од ЕУ, дека ЕУ нема друг план за Западен Балкан, освен Западен Балкан цел во Европска Унија. Тоа е јасен план. Начинот на кој ќе биде изведено е веќе прашање, зашто секоја од државите од Западен Балкан е приказна за себе, па и ние сме приказна за себе. И затоа изјавата на Марта Кос дека нема друг план, освен план А, односно и тоа го кажа и председателот на парламентот Антонио Кошта, дека за Европска Унија нема други планови. Планот дали државите внатре ќе имаат други планови некои. Знаеме дека Босна е така ставена страна малце и од
дури и од тој западен и од овие средства, малку на поинаков начин се додолуваат таму. За нас очигледно ќе биде дека ќе ни се препорача, не знам, на крај ќе видиме како ќе заврши самитот. Меѓутоа очекувам дека ќе стане збор и за она што ќе се случува на 8 јули, значи каде што Европскиот парламент ќе треба да усвои тој извештај, односно резолуција во кој што овој што се усвои, нели, со претседавачот Вајс, дека ќе се препорача на Европскиот парламент, односно на Европската комисија, па и на Европскиот совет, да се даде поддршка на идентитетскиот момент на македонскиот народ, очекувам тоа да се направи, дека ќе се дадат предупредувања за странски влијанија во земјата, не само во нашата, туку и во Србија и во однос на, знаете што станува збор, односите со Русија, односите со Кина, односите со Унгарија, на некој начин сметаат дека дел од тие држави не ги следат препораките и насоките што ги дава Европска Унија. Ќе има повик исто така, предпоставам дека Европска Унија уште еднаш ќе побара билатералните прашања да не станат пречка за проширувањето. И сега е тука прашањето дали е билатерално прашање или е прашање Европска Унија Македонија во однос на подпишувањето на тој договор. Ќе разговараме за деталите и за резолуцијата и за овие точки кои ги спомнавте. Сакам да ве прашам пред тоа еден друг момент што е на некој начин поврзано и со резолуцијата, ќе дојме до тоа. Кога збориме за односите со Бугарија и ставот на Европската Унија, како што вие кажавте, и Марта Кости и Антонио Кошта беа прилично јасни. Нема план Б, планот А е преговарачката рамка или така наречениот француски предлог. Тоа знаеме што треба да исполниме за да продолжиме понатаму, треба промена на уставот, ставање на бугарското малцинство и така натаму, тоа сите го знаеме, но гледаме дека ставот на владата не се менува. Владата има еден коезистентен став, дали е правилен или погрешен, тоа не зборуваме, туку ставот е тој, дека сепак ние како држава мислиме дека тоа што е ставено во преговарачката рамка не е крајно барање на Бугарија, дека Софија ќе испорача потоа други пред се идентитетски барања и дека ќе биде залудно доколку ние почнеме преговори, а бидеме повторно блокирани. Има за тоа нели спротивставени мислења дали е така или не е, но ние гледаме дека нема промена на тој став, а немаме ни промена на ставот на официјален Брисел, кој вели тоа е испреговарано, нема веќе за што преговараме. Исполнете го тоа и продолжуваме. Како ние да излеземе од тој момент? Мислите ли дека има ли некакво решение тука? Овде кај вас дискутиравме, можеби и со вас беше или не знам со кого, дека ние треба да имаме секогаш резервни варијанти. Имавме варијанта, чекаме да дојде нова влада, чекаме да се формира стабилна влада. Толку избори се направија во Република Бугарија. И најпоследната влада, најпоследниот парламент побрза што побрзо од формирањето на парламентот и веднаш со нова резолуција која што беше копија на претходната резолуција дека во однос на Северна Македонија тие немаат ништо друго освен да се продолжи што е усвоено досега со таа преговарачка рамка и дека они нема да имаат никакви други барања. Сега што се тоа никакви други барања? Никакви други барања во таа смисла, ама може да бидат во некоја околна смисла која што посредно ќе се однесува на тоа. Затоа некој мрдање во однос од наш аспект ова барањето во Европскиот парламент да се повтори нешто што го направи германскиот парламент со претходната власт во Германија, да се направи една резолуција во која што Европска Унија ќе гарантира Европскиот парламент дека нема да стане збор за идентитетските прашања, ќе се потврди тоа што е веќе потврдено и со Преспанскиот договор, дека нема да се дискутира нит за македонски јазик, нит за македонски народ, дека тоа е веќе еднаш усвоено. Има некое поместување тука, гледаме поместување, очекуваме Европскиот парламент тоа да го направи.
на некој посреден начин. Дури и да рече дека нема да има дискусии и тоа е некое решение. Иако тоа се подразбира, тоа ќе биде една сугестија и тој извештај од тие одлуки на Европски парламент ќе одат после на комитетот на министри за надворешни, па после ќе одат на Европскиот совет, каде што премиерите и председателите ќе дадат конечен пас дали тој извештај ќе биде прифатен или не. Тука имаме мало помрдување во онаа остапка дека бараме остапка всушност на крај на преговорите да се промени, да се стават бугарите во устав тек кога ќе завршат преговорите и кога ќе се изгласа или во парламент или како имаат во Бугарија, дали ќе биде тоа на референдум, кога се ќе се заврши тогаш Македонија да има врска да ги стави бугарите Да, во но устав. тоа децидно е одбиено од Тоа е одбиено од Бугарија, значи и тој втор начин или втор пат кон истата цел отпадна за сега. Може би има владата некоја трета варијанта, четврта варијанта што ќе предложи и најпосле една варијанта да се откажеме од патот кон Европска Унија, што пак не е во планот на Европска Унија. Таа сака да биде Европска Унија цела. Дали резолуцијата може би е дел од некакво евентуално решение или да речеме алка во решението, бидејќи ние на некој начин, оно што го има кажано владата и премиерот е дека ние како држава бараме одредени гаранции, нели, од Европската Унија. Од Европската Унија велат ние не можеме да ви дадеме гаранции дека никој нема да ве блокира никогаш. Не се работи за блокирање, ние го потребуваме погрешен збор. Се бара, ќе се јават и други земји, ќе речат суството не ви е добро, имате нерешени такви прашања, имате голема корупција, имате секој може да каже дека додека не се реши тоа ние ќе бидеме против. Процесот всушност прв пат беше сопрен од Франција, не од Бугарија. Од Франција и прв пат и втор пат. Да. Всушност, мислам дека позадински секојаш тој на некој начин Франција. Не знам зошто. Од друга страна, Германија секојаш дава некоја подршка, дури се направи германско-француска комисија за тоа како да се премостат некои прашања, не само заради нас и заради Западен Балкан, туку заради самата Европска Унија, зашто светот доби таква насока на развој кај што Европска Унија сваќа дека не може лагодно да си седи и таа да биде само голема сила, демократска територија каде што секој би сакал да дојде. Прва прва унија, да речам, не е земја, него е се уште не е земја, туку е само заедница од земји, во која што радо доаѓаат и бегалци, и инженери, и доктори да работат во другиве големи сили, меѓутоа се уште не сме виделе река на бегалци кои што сакаат да живеат во Русија, или кои што сакаат да живеат во Кина, или кои што сакаат да живеат во Бразил, или остај другите земји од БРИКС и така натаму, тие се како сили финансиски, не толку, туку се политички сили и воени сили. И Европа таа лагодно со доаѓањето на Трамп мора да ја заборави. Од една страна тешка одлука дека повторно ќе мора омладинците во Европска Унија да одат во војска, да речеме и жени и мажи. Верувам дека ќе дојде до тоа. Ќе треба да се двојат ете 5% за одбрана. Меѓутоа, од друга страна па е малку позитивно затоа што Европска Унија ќе може да се чувствува и силна и од друг аспект, и незиниот збор ќе биде повеќе слушан и од аспект на подготвеност и политичка да биде сила и воена. Намерно потребувам воена, иначе нормално е да се каже одбрамбена, меѓутоа тоа не може да бидат сите држави одбрамбени, а се водат војни. Да, добро, ова не беше како една посебна тема за разговор, ќе се вратиме секако на тоа, но еве повторно да ве потпрашам. Мислите ли дека може би делот подготовката на ЕУ е и таа. Западен Балкан не сме да остане некоја таму местенце каде што тоа е мала територија и по број на жители, и по финансии, и по све, кој што нема да ги покрива одлуките на Европска Унија. Да, но дали мислите дека оваа резолуција, доколку помине сега во Европскиот парламент, е можеби дел од тоа решение со кој земјава на крај би прифатила? Една од точките ќе биде поддршка на идентитетскиот момент на македонскиот народ. Нешто што ние го бараме, не? Да, што го бараме. Ќе биде на некој начин потврда на таа резолуција во Германија што е донес. Меѓутоа, покрај неа ќе има и други
други одредби кај што ќе се бидат предпоставувам јас, не, предупредувања заради странско влијание, не само во нашата земја, него на Западен Балкан воопшто. Се мисли на странско влијание на Русија, на Кина, на земји кои што имаат поинакви пристапи во тоа како треба да уреден светот од Европската Унија. Ќе биде некоја помена, верувам, и таму кажана. Исто така ЕУ ќе би требало да повика уште еднаш, да ги освести земјите дека билатералните прашања понатаму не смеат да бидат пречка за земјите од Западен Балкан да станат членки, зашто утре ќе се појави можеби друга пречка, можеби Хрватска ќе пречи на Србија, така... ако отиде Албанија пред Србија, можеби и таа ќе бара нешто и тогаш Европска Унија ќе и остане таа раничка да Западен Балкан не биде интегриран. Тоа е така, исто така подршка. Значи тоа ќе биде мислам дека ќе биде дел од таа резолуција. Тоа во однос на билатералните прашања би било подршка во насока на некакво решение. Така. Првата точка е идентитетските прашања, друго е билатералните прашања да се отргнат од преговарачкиот процес. Може би тоа би му дало не алиби, туку да речеме потврда на премиерот Мицкоски кој рече ние бараме гаранции и има всушност изјава конкретно за резолуција да рече еве ајде да видиме дали Европскиот парламент ќе го потврди на некој начин идентитетот на македонците. Јас се надевам, верувам дека ќе биде тоа направено. Ќе му даде, како да кажеме, не алиби, туку ќе му даде простор потоа да пристапи кон некаков процес на решение. Да, тоа мислам на тоа македонската влада треба малку да го свати како подршка кон неа. Да. Дека е тоа подршка сепак и ова што го прави Европскиот парламент и особено сме должни на овој претседавачот со овој комитетот кој го подготвува извештајот за Македонија, Вајц, дека човекот на вистина се ангажира, тој е проевропеец, значи има еднаш се сеќам на една изјава на претседателот на Европска академија, има во Европа, вика, многу демократи, ама прашање колку европејци има. Ове прав европеец. А видовме дека жестоко беше нападан од бугарските пратеници, дури инсинуираа дека е платен од Македонија и што ја знам. Не. Тоа се добро. Тоа се користат такви, знаете, парламентарци не одговараат за ништо, може да кажат се. Да беа други, че им бараше Вајс, дајте доказ дека јас сум платен или дека сум подплатен или така натаму. Можеше да ги тужи, како пратеници, може да си кажат што сакаат. Тоа не го рече никој од бугарската влада. Да, добро. Во однос на другите работи, сега кои ги спомнавте во извештајот за кои излезе информации дека ќе бидат дел од извештајот, еден од нив е за оно што го велиме за странските влијанија во Македонија, кај што се предупредува. И тука се спомнуваат вака, вели Русија и Кина, но вели се осудува и промовирање на така наречениот српски свет од македонски функционери. Се спомнува и оската Унгарија, Србија исто така во поглед на странско мешање, хибридни закани, дезинформации. Значи, ова се точките кои се потенцираат во извештајот во однос на Македонија кога зборуваме за странски влијани. Не знам ние колку можеме тука да направиме, сепак е тоа внатрешна политика. Ние сме мала земја, а сме од централна позиција обкружени со запад и со исток, и со југ, и со север, со земји кои имаат различни интереси и нормално е дека настојуваат да имаат влијание и на нас. Нормално и некои од политичарите потпаѓаат на тоа, меѓутоа нашата генерална одредба е, мислам, јасна дека ние сме за Европска Унија и сме за стратешки сојуз со Соединените Американски држави. Тоа повторуваат сите премиери до сега и сите министри за надворешни работи. Дали сме доволно силни да дадеме отпор на тие влијанија, ако не сме единствени во земјата, мислам дека не сме доволно силни и дека може да потпаднеме дел под дел од влијанија, особено ако во парламентот немаме за одредени прашања согласно со сите.
тука гледам дека некои од партиите, и ретко коментирам воопшто внатрешна политика, меѓутоа дека има некое помрднување, ми се чини на подобро, дека за некои прашања гледам дека имаат заеднички ставови и позиција и опозиција. ЕУ само не подсеќа дека не можеме да бидеме членки од ЕУ кој што она сака да бидеме, а да бидеме ние под влијание на држави кои што си има своји интереси, например Кина има интерес да го развие тој нов пат на свилата, или трети, как викаат, светски појас, нели, околу 130-140 земји, нешто што би било пандан на поранешните неврзани земји, меѓутоа со неврзаните земји Белким Кина не го инсистира тоа, за да секоја земја во тој 130 земји членки да има еднакви права. Се знае дека Кина ќе бара да биде некаков лидер на тоа. Тоа е истиот проблем, мислам дека ќе се соочи и самиот БРИКС. За сега изгледа тоа во ред, меѓутоа кога ќе дојдат вистински БРИКС, кај што како е во Европска унија, па до распределба на средства, па кај ќе се дадат приоритети, какви патишта, кои региони да се развиваат, кои не, ако имаат намера тоа, мислам ќе избијат големи проблеми и таму, зашто сите се навикнати да бидат први од тие земји барем. И ретко меѓу четворица први да најдете некој што ќе биде водач. А малите земји во Белт имаат искуство со неврзаните сосема поинакво, кај што секој имаше некое право да каже што сака и имаше секојаш промена и на место кај се одржуваат и тие беа повеќето сиромашни кои што не можеа да наметнат ниту воена, ниту финансиска некое воство, освен право политичко воство. Затоа 4-5 од тие лидери, меѓу кои поранешниот председател на Југославија, беа повеќе ценети од другите како основачи на движењето, а не како некое влијание воено или одбранбено или политичко. Кога за Македонија, еве, некои аналитичари тука, да речеме, во земјава сакаат на некој начин да го објаснат или оправдаат мешањето на тие странски сили кои не се дел од Европската унија, тие најчесто го оправдуваат со тоа, со разочарувањето од европските политики, она што е евидентно, особено после Преспанскиот договор, каде што еден дел од договорот е исполнет, другиот дел не е, каде што станавме членка на НАТО, но и не почнавме преговори со Европската унија, евроскептицизмот кој евидентно е посилен во земјава после тоа, и тие на некој начин тоа соработката на Македонија со тие условно речено странски сили оправдуваат на тој начин. Еве, уште по колоквијално да се изразам, велат, па Европа не е разочара, Европа не е излажа, зошто да не соработуваме ние и со други земји? Никој не ни брани да соработуваме со други земји, меѓутоа ние тврдиме дека сакаме да бидеме дел од Европа, сакаме да потпаднеме под тој систем. Гледаме дека сите што отидоа таму, сите галопирачки не престигнаа и во развој, и во демократија, не само и во богатство, и во подобри патишта. Наеднаш преку Унгарија немаше ни еден пат, колку пати сум возел, од пред 15 години автопатишта, Хрватска исто, Словенија исто, Бугарија исто, Романија, значи нешто се случува кој се оди во тоа друштво. За да соработуваат со вас тие, за да бидете дел од тоа друштво, намерно ве прават и вие да сте по-богати и по-сигурни. Зашто ако зошто Америка даде Маршалов план, помош после Втора светска војна, да ја воздигне Германија, повторно Европа да ја воздигне повторно после војните, бидејќи Европа ќе поднесе главниот товар и во жртви, и во разурнатост, затоа што ако не беше Европа обновена, немаше ниту Америка да се воздигне толку. Значи, ви треба соработник рамен или малку послаб од вас, за да соработувате, да има кому да продавате нешто. Ние сме заборавиле, господин Филипов, пред 20 години дека главни нелегални мигранти кои поминуваа низ Македонија беа романци, кои всушност одеа да работат во Грција. Така е. А сега ги гледаме романците со скапи автомобили, како одат во Грција, со луксузни коли, една сосема друга слика. Тоа е придобивката од Европска унија. Јас сум
проевропеец, кој што сака нека. Иако еве имам и на пример две од ќерките завршија средно школа во Америка. Си почитувам и Америка, меѓутоа духот на европското не следи, тоа е друг стил на живот и тие си се вратија, сакаат да живеат во Европа. Во однос на ова и тоа е природно. Уште едно прашање кое всушност на кое никој нема одговор, а кое е многу логично. Кога зборуваме еве за европскиот пат, кога зборуваме за пречките кои не се поставуваат. И сега делот од европските представници прашуваат: а добро, а зошто вие тие поглавја не си ги исполните сега? Кој ви брани? Зошто ние не работиме на поглавјата, не се приближуваме кон Европската Унија, па да речеме, па не за 10, да ги поминеме за 5 години? Не мораме никош ни да влеземе. Ајде да ги исполниме условите, да станеме ние Европа, па тогаш нема ни потреба да влеземе. Зошто? Што мислите вие зошто, да ви го вратам прашањето? Не сме подготвени, значи сами да го правиме тоа. И еве докажуваме на терен, ние може да мислиме дека сме подготвени, ама ние не сме подготвени. Еве гледаме дека некои работи не тргнуваат. Се менува една власт, друга, доаѓаат тие си, одат овие, вакви коалиции, такви коалиции. Нема помес таков. Ако ги гледате статистички, таму имаше некои реферати баш на ова конференцијата што имавме ние во пресред на овој самит, кои што покажуваат дека ние не се развиваме баш ни стапки на раст и дека сме скоро позади сите. Зошто да бидеме позади сите? Имаме најдобар збир на закони кои што се веќе усогласени со европските закони. А имаме најлоша примена можеби на тие европски закони во земјата и затоа постојано ни се повторуваат тие опомени. Битка против корупцијата. Значи, ќе треба очигледно како FBI и самиот шериф што ќе биде во некој градче, кој ќе види дека нема решавање, доаѓа FBI и му вика на шерифот: ти веќе не си тука главен, ние ќе го расчистуваме овој случај. Се шегувам, само символично кажувам дека ни треба нас да бидеме дел од некого. Ако се убедиме барем малку да почувствуваме дека ние можеме сами, еве како Швајцарија што живее сама, или Норвешка живее сама, или Исланд живее сам, меѓутоа кога ќе ги видите нив, сосема е друго. Прво се богати природно, или се богати од тоа што се дружат со други богати, како Швајцарија нашла согласно со сите таа да биде неутрална, сите банки да бидат таму и така натаму, ама согласно со цел свет. Ние би било убаво да речеме сакаме да бидеме неутрални, ама кој не праша, овие сакат, вие има да бидете дел од тоа, зашто за да бидете неутрални треба да бидете способни сами да живеете. Ние опаѓа земјоделие, почнуваме да купуваме производи што порано сме ги извезувале. Порано Росоманско поле преполно со праски или дете косумбил, паму, кафион. Сега има, одите десно-лево, стрелишта, необработено земјиште. Како може? Одите ни Шпанија, нема педа необработена, да ви е мерак само да застанете и да гледате. Значи, да сме така, окей, ама не сме така. А ќе бидеме така, кога ќе бидеме дел кај што нашите раководители, нашите премиери, председатели ќе одат 2 пати годишно, како што држат во Европска Унија средби, на Европски совет, па официјално ќе дадат едни соопштенија, меѓутоа сум разговарал со некои од тие премиери внатре, богами, вика доста густо и жешко, кога се разговара кој што прави во неговата држава. Од земјиве што најмногу даваат, како Германија, Франција, Велика Британија беше таа кога почна да дава, почна да си излезе, ама другите што најмногу даваат, Холандија, Данска и така натаму, тие таму прашуваат што се случува со нивните средства. Да. Кога разговараме за тие односи во однос на Европската Унија и го начнавме и тоа во однос на претседател Трамп и неговата политика која е во најмала рака многу променлива, не знаете едноставно што може да очекувате од таму.
секојдневно се менуваат ставовите и како земјава ја гради сега политиката, бидејќи ние сме кандидат за членство во Европската унија, земја кандидат, треба да почнеме преговори. Од друга страна, знаеме дека Вашингтон е традиционално важен партнер, имаме и договор за стратешко партнерство, тоа не е тајна. И сега ние треба некако да навигираме во тие односи, каде што сега и Соединетите Американски држави и Европската унија се спротивставени на некои прашања. Едно од нив е резолуцијата кога се гласаше за Израел, и тоа инаку е спомнато и во оваа резолуција, каде што се поставува во однос на нашата усогласено со европската надворешна политика, нели? Дали е, дали не е, тука се проблематизира нашето гласање тука. Сега прашањето е како земјава да навигира во тие односи, бидејќи мора да признаеме дека навистина е тешко на некој начин да ги задоволиме двете страни. Тешко е, особено сега е тешко, иако колку и да изгледа екстравагантна, че наречам, политиката на новиот председател на Америка, таа има позадина. Не е случајно што Трамп сега се однесува вака, председателот Трамп после се однесува онака. И гледаме кои се целите, сепак има позадински цели што ги прави американската држава. И една од целите е многу позитивна и за Европска унија и дај Боже да остане така. Трамп вели ќе си ги повлече силите од Европа, што не верувам Америка дека тоа ќе го направи некога. Меѓутоа, добро е што тоа претење што го прави он, добро е што ја разбуди Европа да се сети дека и таа треба да биде способна и да биде сила, да не чека некој друг да ја брани, да речеме утре ако треба. Во тој поглед, ние бидејќи сме таму стратешки партнери, само изгледа дека Америка и Европа имаат различни цели. Си има Америка веројатно некакви посебни лично да не речам како држави, се знае до каде може да одат и Русија, Руска Федерација и Америка, и дека и тие внимаваат и на сите останати да не дојде до некои ситуации каде што ќе биде дека шегата ја однел ѓаволот, а ѓаволот е атомската бомба. Меѓутоа во исто време и Господ таа. И фала Богу што постои, зашто да не постоеше одамна ќе имаше веројатно вистинска трета светска војна, не е само оваква. Така што ние ќе мора да се снаоѓаме тука, едните и другите не смееме да ги напуштиме, иако сме ние многу мали за да сметаме дека нешто специјално тие ќе обрнуваат внимание на нас. Меѓутоа, секоја земја е многу важна и некоја многу мала бактерија може да направи епидемија. Така што и ние сме мала земја, меѓутоа во една мала земја ако не се одржува контрола, може да изникнат, може да биде искра за многу работи, што не препорачувам, мислам дека со самото членство во НАТО сме презеле обврска и кој што мора да ги исполнуваме и фала Богу што сме таму. Иако сум антимилитарист, пацифист сум, меѓутоа гледајќи го реалниот свет, а тоа е основа на европската, посебно на германската политика, е реал политик. Што е во реалност, мораме да тргнеме од почетни услови да биде реалноста секогаш. Ако се почетни услови некакви идеи кои што се неприродни, ќе дадат и неприродни појави. Така што владата ќе мора да најде начин и се обидува да најде начин како да ги запази. Ние имаме и пријателство и со Израел, имаме пријателство со арапските земји. Палестина, жалосно е за тој народ кој што ни крив ни дужен, обичен народ, обични куќи, преселби, деца гинат, се бомбардираат. Меѓутоа, од тој народ е излезена таа асоциација или како да наречеме милитарна група која што не размислува многу за тоа што ќе стане и почнува војни за кои што знае дека нема крај, ама знае и друго, дека ќе остане вниманието, дека не е решено прашањето со палестинците. Мислам, плаќаат многу висока цена, според мене, за тоа.
големите сили би требало да најдат некое решение. Израел стана многу голема земја, се сеќавам кога имаше 3,5 милиони жители, сега има 10 или 11, не знам колку. Доста има доселеници од Русија, еврејски руси, барем 2 милиона викаат. Еден од јазиците кој што е напишан по Тел Авив, по Ерусалим е и руски. И не е едноставно прашањето. Ете, и Иран се вмешува, видите што се случи, дека там вети дека нема да прави војни, меѓутоа реалноста и не го смета за војна таа бомба што фрли некој. Да, тоа сега прашање на семантика, дали значи, ако бомбардираш некој си во војна или не си. Како дипломата би рекол, свот анализа ќе се направи, кога не си сигурен во нешто, ќе си се воздржиш, никој нема да ти замери специјално. Ти гледаш своите, колку и да си дел од нешто, ама на крајот ги гледаме сите нашите интереси. Треба да ги гледаме нашите интереси кои се. Тоа е штета ако на некој политичар што дошол на власт, неговите лични интереси се поголеми од интересите на државата, тоа е многу страшно тогаш. Да. А се случуваат такви работи. Не во само мали земји како нашата, се случи и на многу земји поголеми и развиени. И треба многу внимателно да се постапува, да се измери, да се направи својата анализа, што се добивки, што се губитоци, што се претни, што се вика, и да се извлече вака ќе гласаме ние. И на крајот да се види што прави околината околу нас. Да. Добро, мислам дека ова е добро за крај како порака да остане од целиот разговор. Не е едноставно, треба да останеме со двете земји пријатели. Ние немаме можеби прилика ни со Русија, зашто би биле непријатели, меѓутоа мораме да ги почитуваме одредбите на Европска унија. Сакаме таму да бидеме. Таму ни даваат средства, таму ни даваат помош. Треба да ги следиме тие насоки. Така е како што велите, земјата треба да ги следи своите интереси. Интересите. Господине Филипов, ви благодарам на гостувањето. Ако нешто помогнаме, благодарам јас за поканата. Секогаш е убаво да се дискутира со новинари што навистина ги следат работите. Иако има премногу работи веќе за следење, еден човек не може за сите теми да одговара со полно респект после да биде неговото мислење. Има и осет дипломатски, тоа никаде не е напишано, има некојаш чувства кога нигде нешто не го пишува, а вие знаете дека е добро или лошо. Да. Нека остане тоа во езотерија, меѓутоа навистина постојат и такви моменти, тоа сум го чул и од Кисинџер и од други такви дипломати големи, Ишингер, со кој што сум разговарал, дека некојаш имаше едноставно чувство дека нешто е добро или лошо. Не може за сите работи да научи ни мајката, ни таткото, ниту сите книги да ги исчитате. Нешто е во вас и тоа е разликата од вештачката интелигенција кој ќе прашате нешто одговори и од обичен човек кој ќе одговори, а е експерт по нешто. Да. Фала многу на поканата. Пречувство, интуиција, можеме да го наречеме така. како сакаме. Ви благодарам уште еднаш, господине Филипов. Благодарам.